Така, добро утро, колеги. По повод месецот посветен за подигање на свеста за карцином на дебелото црево, како што најавивте утрово во Македонија наутро, разговараме со магистар доктор Димитар Трајков, специјалист по гастроентерохепатологија, за важноста на раната превенција и навремената диагностика. Докторе, добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма на јавниот сервис. Благодарам за поканата. Така, за почеток, кажете ми кои се целите за подигнување на свеста, токму овој месец е посветен за подигнување на свеста за карцином на дебелото црево? Главните цели е секако подигнување на свеста за карциномот на дебелото црево. Тоа се темели на неколку точки: рана детекција, односно рана откривање на карциномот, превентивни прегледи во поглед дали се тоа инвазивни или модификации на животните навики, детектирање на високоризичните групи кои бараат порана препорака за преглед и секако генерално да се зголеми свесноста за сите болести, посебно за карциномот на дебелото црево во месецот посветен за оваа болест. Така, доктор, кажете ми колку е чест карциномот на дебелото црево кај нас и дали возрастната граница се поместува? Глобалните статистики кои се по-релевантни укажуваат на раст на појавата на овој карцином. Глобално се откриваат отприлика околу 2 милиона нови случаи, меѓутоа загрижувачки е што отприлика скоро 1 милион смртни случаи на годишно ниво. Продатоците од нашата држава се генерално варијабилни, меѓутоа отприлика околу 800 до 900 ново детективани случаи годишно, меѓутоа со 450 до 500 смртни случаи годишно. Кои се најчестите симптоми што граѓаните не треба да ги игнорираат? Генерално битно е да напоменеме дека превентивната кампања и прегледите се прават за да се открие карциномот на дебелото црево во фаза кога нема симптоми, меѓутоа доколку се појават симптоми, има неколку симптоми кои се алармантни. Секако е крварењето во столица, крв било да е светла или темна и не е зависно дали е тоа голема количина или мала количина на крв. Промена на цревно празнење, тоа значи дека некогаш да имаме запек, некогаш пролив кој перзистира, односно трае подолго време, губиток на телесна тежина, необјаснива слабокрвност, односно анемија и генерално некогаш се презентира само како стомачна болка од нејасно потекло. Доктор Трајков, кажете ми кои се главните ризика фактори и дали начинот на живот игра клучна улога? Апсолутно. Повеќе ризик фактори постојат. Едно од голема група на фактори се генетските фактори, мутациите од необјаснива природа, меѓутоа постојат и ризик фактори во поглед на начин на исхрана, физичка активност, дебелината или обезитасот е ризик фактор, лошите навики, голема консумација на алкохол, пушењето цигари. Во поглед на диететскиот пристап, сигурно генералните принципи на здрава храна, повеќе растителни влакна, помалку процесирани храна, масна храна и секако умерена консумација на алкохол, да не се пуши апсолутно, тога нема никаква толеранција за тоа и намалување на телесната тежина и секако физичка активност. Колку е важен скринингот и кога треба да се направи првата колоноскопија? Скринингот во гастроентерологијата е поделен на неколку тестови. Имаме неинвазивни тестови, тоа се тестови каде што не е потребно да се направи колоноскопија и инвазивни тестови. Неинвазивните тестови се базираат на детекција на микроскопско крварење во столицата или детекција на генетскиот материјал на туморот. Тие се неинвазивни тестови кои се прават еднашка или на секоја трета година. Постои алтернатива на колоноскопија, тоа се вика виртуелна колоноскопија, тоа е компјутеризирана томографија, меѓутоа тие методи сите се комплементарни во некој граница, меѓутоа златниот стандард за евалуација на дебело црево е ендоскопскиот преглед или колоноскопија. Препораките од Светската асоциација се варијабилни, до пред некоја декада беа генерално 50 години, сега границата е спуштена на 45 години и скринингот, односно превентивниот преглед, превентивната колоноскопија опфаќа период од 45 до 70 години. Од таа група се исклучуваат пациентите со висок ризик, тоа значи дека имаат генетска оптеретеност, фамилиарна анамнеза, фамилиарна историја за карцином на дебело црево или одредена група на воспалителни болести кои имаат за нијанса поголем ризик за да се настане карцином на дебело црево. Така, и за крај на нашиот разговор морам да ве прашам, доколку се открие навреме, какви се шансите за успешно лекување и закрпнување?
Како што напоменав, една од целите на оваа кампања е рана детекција на карциномот, односно превентивен преглед. Веројатноста намалувањето на инциденцата на појавата на карцином е драматично намалена со адекватен скрининг, со адекватна ран преглед. Тоа значи дека ако ние го откриеме карциномот на случаен преглед или на некои минорни мали симптоми, веројатноста за 5 годишно преживување, тоа е стандард во медицината, така и се мерат тие параметри, скоро и 90%. Меѓутоа, ако болеста е во авансирана, односно во касна фаза, која е проширена во сите органи други, значи има метастатски процес, тогаш смртноста е намалена, е зголемена драматично, така да 5 годишното преживување е околу 15%. Иначе генерално просекот на 5 годишно преживување со стандардни процедури и сегашниот процент е околу 65%. Тоа значи дека ако направиме ран преглед, ран скрининг, рана колоноскопија, веројатноста е 30% се зголеми преживувањето во интервал од 5 години. Докторе, ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро. Благодарам за советите и за сите информации кои што ги споделивте со нашите гледачи. Благодарам на вас за поканата. Утрово во Македонија наутро по повод месецот за подигање на свеста на карциномот на дебелото црево, разговаравме со магистар доктор Димитар Цајдов.